Неизвесен станува изборот на ВД градоначалник на Кочани покрај тоа што председателот на Општинскиот совет за понеделник закажа седница токму со оваа точка. Кочани речиси е еден месец без градоначалник откако Папазов првично поднесе оставка, а потоа се најде и меѓу приведените за ужасната несреќа. Иако општината има заменик градоначалник, Мирче Стојков од советничката група на ВМРО-ДПМН спорна е валидноста на неговиот потпис. Со тоа е закочена работата на целата општинска администрација, не може да се исплати плата и на сите вработени во институциите и јавните предпријатија што се во надлежност на Кочани како градинки и училишта. Кворумот за седницата е обезбеден, вели председателот на советот. Од моја страна беше направена координација со сите советници и координатори на сите советнички групи. Тоа беше пред 2 дена, се договоривме дека седницата веќе е закажана, материјалите се пратени до сите советници со една единствена точка, значи избор на ВД градоначалник. Имавме двајца советници кои што беа отсутни, меѓу нив имаше една советничка која што незиното дете се лекува во Србија, сега е дојдена и она. Ветено е дека ќе бидат присутни сите советници и се надевам дека во понеделник во 12 часот ќе успееме да избереме ВД градоначалник кој што ќе си ја врши функцијата. Иако на координацијата е постигната согласност и од опозицијската СДСМ да даде поддршка на кандидатот што ВМРО-ДПМН ќе го предложи, проблем е што засега ниту еден од советниците на оваа партија не се пријавил за функцијата. Согласно законот, по оставката на Папазов на 18 март, Стојков како заменик градоначалник во рок од 15 дена го извести Министерството за локална самоуправа, пошто беше иницирана постапка за избор на ВД градоначалник. Владата на 1 април го задолжи Општинскиот совет во рок од 30 дена да направи избор на ВД градоначалник на Кочани, кој на оваа функција треба да остане до редовните избори на есен. Катерина Нешкова, Сител телевизија.